Со визија за сплотеност и единство на македонците во Швајцарија, Македонскиот национален совет го организираше најголемиот собир на диаспората во кантонот Тичино. Со големи цели и идеи, МНС ги обединува македонците за остварување на своите права. Најважно ни се овие активности што ги имавме денес овде да бидат во текот на годината низ цела Швајцарија. Значи, треба да биде цел секоја година да бидеме присутни и во францускиот дел, и во германскиот дел, да бидеме присутни и во италијанскиот дел. Со тоа нашите луѓе ќе ги сплотиме, да ја објасниме зошто Македонскиот национален совет работи и што е Македонскиот национален совет овде во Швајцарија. Што е Македонскиот национален совет и кои се активностите што ќе ги преземат во наредните 12 месеци токму за остварување на оваа цел? Македонскиот национален совет како прво е политички и верски неутрален. Зошто сме политички и верски неутрален? Ние со политика немаме ништо, се ограничуваме од политика. Ние сме во интерес на сите македонци и македонки овде во Швајцарија, што значи ние работиме со тоа, комуницираме со општини, комуницираме со нашите луѓе, ги слушаме потребите и најважно ние да направиме координација измеѓу друженијата овде во Швајцарија. Значи, од секое дружение овде во Швајцарија треба да има 20 членови во Македонскиот национален совет, така да направиме една заедница која може да функционира на ниво на цела Швајцарија, затоа што друштвата нам ни работат локално сега за сега, но ние не сме видливи на ниво на цела Швајцарија. Македонскиот национален совет веќе работи за македонците кои заминале со бугарски пасош во Швајцарија за подобар живот, да можат да се изјаснуваат како македонци. Знаеме дека во последните 7-8 години има многу македонци дојдени со бугарски пасоши овде во Швајцарија. Овие граѓани се водат како бугари овде во Швајцарија или како бугарски државјани овде во Швајцарија. Целта ние и бараме решение. Значи, во моментот работиме со адвокатско друштво на тоа да видиме како нашите граѓани кои се македонци, кои се дојдени со бугарски пасоши овде во Швајцарија, ќе можеме да го замениме државјанството во македонци, да бидат декларирани како македонци, да се водат како македонци овде во Швајцарија, а не како бугарски државјани. Заменик председателот на МНС Гонца Перунковска остварува одлична соработка со локалните власти кои се секогаш отворени да ги помогнат македонците. Македонскиот национален совет најавува голема соработка и на билатерално ниво помеѓу македонските и швајцарските општини, кои можат многу да помогнат за брз развој на локално ниво. Алан Шерер, градоначалник на општина Локарно, вчера беше присутен на нашиот состанок, ни даде поддршка. Тој е голем поддржувач на македонците, има пријатели помеѓу нашата македонска заедница овде. Има исто така луѓе кои него го поддржуваат, значи тоа е взаемна соработка. На состанокот поразговаравме конкретно и за некои наши идни проекти. Ке се случи најверојатно во блиска иднина состанок со него за некои конкретни проекти, еве да не откриваме што, ако биде кој ќе биде, ќе ви известиме. Исто имаме поддршка и од градоначалникот на општина Муралто, господинот Стефано Джиларди. Тој попладнето беше присутен на манифестацијата која се одржа во Сала и конгреси во зграда на општината Муралто. Поддршка на состанокот дадоа првите луѓе на градот Локарно и општината Муралто. Io ho tantissimi amici nel popolo macedone, persone che mi sono molto vicine, che ho veramente tanto piacere a frequentare e sono integrati perfettamente sia nel mondo del lavoro sia nel mondo politico. Abbiamo anche consiglieri comunali a Locarno che sono della Macedonia e quindi è un perfetto esempio di integrazione nella nostra società. Sono a tutti gli effetti locarnesi come noi. A livello politico abbiamo anche macedoni che sono in consiglio comunale, quindi molto vicini alla vita politica, con atti parlamentari, con interpellanze, mozioni, aiutano la nostra città a crescere. Poi nel mondo del lavoro e nel mondo sociale in generale sono molto ben integrati, ci sono molte collaborazioni. Noi abbiamo adesso, penso alla città di Locarno, abbiamo dato in affitto degli spazi di ristoranti, ad esempio, a dei cari amici macedoni ed è un continuo scambio anche di proposte, di idee che aiutano proprio a far crescere tutta la nostra popolazione e la nostra città.
Sì, sono molti da alcuni decenni. Abbiamo apprezzato la loro venuta qui a Muralto, vicino Locarno, è un centro, perché sono tra i primi che sono venuti, si sono sentiti bene, li abbiamo accolti anche bene, con piacere, è una presenza molto attiva, molto utile, si sono inseriti in diversi campi, quello turistico soprattutto nella ristorazione, e qui abbiamo capito la loro capacità di integrazione, abbiamo cercato di offrire possibilità per la scuola, per mantenere le tradizioni culturali e come sindaco ho perseguito questa politica con grandissimo piacere. Allora, a differenti livelli, ci sono quelli che contribuiscono per esempio con l'associazione dei genitori, quelli che contribuiscono anche alla vita delle associazioni del comune, abbiamo delle manifestazioni sul lago per la popolazione e abbiamo anche consiglieri comunali, sono già integrati nel nostro gruppo e poi sono soprattutto integrati nel lavoro, sono grandi lavoratori ed apprezzati lavoratori. Поддршката ќе продолжи и во иднина за македонската заедница, бидејќи МНС ја представуваат и млади просперитетни луѓе кои се активни во политиката. Валентина Георгиевска е една од нив како општински советник во општина Муралто. Соработката е добра, имат идеи за по-добро нас да не интегрират и треба малце повеќе ние да се соединиме и да ги запознаваме по-добро македонците со правата во Швајцарија. Да. Така да можеме и нашите идни генерации да го знаат тоа, да не се заборави, пошто јас сум втора генерација од да кажем, нашите родители што се били први што дојдени овде во Швајцарија, јас сум втора, нашите деца тука се родени, ги имат истите права и за да можат они уште повеќе да ја продолжат сето тоа што ние го имаме започнато. Ја придонесуваат не само за интеграција, за остварување на некои конкретни планови за помош на македонската заедница, меѓутоа сега сме во план да интензивираме уште повеќе таа соработка на ниво на билатерално ниво и со македонските општини, да оствариме соработка, да се склучат некои договори кои што ќе бидат од конкретна помош и тоа во најблиска иднина планираме да го оствариме. Имаме навистина голема поддршка од овие градоначалници. Имаме на план сме да кажам да оствариме соработка и со други градоначалници од други општини, бидејќи како што знаете целите на Македонскиот национален совет се обединување. Во градот Локарно со децении функционира и Македонската црковна општина. Председател е Трајко Ковачев, кој во разговор за Алфа се сеќава на почетоците во 90-тите на борбата во која извојувале победа Македонска православна црква да се отвори во кантонот во Швајцарија, во кој се зборува на италијански јазик. Со текот на времето се зголемува и посетителите, бидејќи се зголемуваат и фамилиите на црковната општина. Со тоа едно нешто, со отварането на црковна општина, ние го поддржуваме традицијата, сите обичаи што си ги имаме, а сега моментално по текот во првите 13 години се служевме со свештеник во секои поголеми празници од Република Македонија. После 13 години имаме свештеник еден, кој беше тука околу 6 години, а сега пак имаме стален свештеник. Ковачев е еден и основачите на ЗМД, Сдружение на македонски друштва, или сега Македонски национален совет. Македонскиот национален совет ги поддржува сите македонски друштва, а поготово и доста помага и на црковните општини. Соработката што е со Македонскиот национален совет, тоа ни дава една голема поддршка, голем поттик, а јас се надевам дека и тоа стварно ќе продолжи и понатаму. 3 децении се поминати откако македонците во Тичино се обединиле и за формирање на македонски фудбалски клуб, кој ден денеска функционира и ги представува македонските бои. Кој успеси може да го пофалите фудбалскиот клуб Македонија Локарно? Само со позитивни. Од тој клуб од секогаш немало, нити не се разликувале нити нации, нити боја на кожата. Во нашиот клуб играа не само македонци. Имаше и како и денеска што ги има,
и македонци, и срби, и хрвати, косовари, исто да не ги одвојувам сега, важно, никогаш не сме гледали на бојата на кожата, на нацијата или религијата. МНС си постави голема цел за остварување пред себе – обединување на сите македонски друштва во едно. Поддршката веќе ја има, дури и прекугранично, од Италија. Тука има многу здруженија, многу фудбалски клубови, меѓутоа они си функционираат на индивидуален начин и на локален начин. Меѓутоа ние сакаме еднаш за секогаш во Швајцарија да имаме Македонски национален совет, каде што ќе бидеме многу поблиску и поприсутни во швајцарските институции и се разбира во Република Македонија ќе комуницираме како Македонски национален совет. Пораката е сите се добре дојдени. Ние веруваме дека сите друштва и фудбалски клубови ќе се приклучат, затоа што има навистина еден тим кој што размислува на друг еден начин, европски начин, каде што е потребен во моментов на диаспората во Швајцарија. Поддршката е секој пат тука за Македонскиот национален совет и јас како член на Македонскиот национален совет се залагам за обединување на македонците и со проекти да се покаже колку сме македонци, иако не сме во Македонија. Веќе подолг период функционираат како Македонски национален совет и сакаме да стапиме во контакт, да соработуваме во сите полиња, во презентирање на македонската култура во Република Италија, да црпиме печатоци, идеи и мислења од Македонскиот национален совет за добро на сите македонци што живеат во Италија, што живеат во Швајцарија, во Германија, бидејќи ние како диаспора сме најмногу бројни во овој дел од Европа и треба да бидеме движечка сила. За денеска МНС да е водечко име на здружување на македонците во Швајцарија. Придолеле многу нашинци кои со години живеат таму. Македонскиот национален совет се заблагодарува на собствениците на хотелот Дел Понте, Митко и Радмила Георгиеви, кои несебично придонесуваат во секоја прилика. За градоначалникот на општина Муралто, Стефано Джиларди, кој секогаш дава максимална поддршка за македонската заедница, за председателот на црковната општина Трајче Ковачев и за Стефан Трендафилов, долгогодишен председател на фудбалскиот клуб Македонија. Постхумно, благодарница доби и фамилијата на Александар Трајковски, познат како Ацо Скопскиот. Драги наши македонки и македонци, Македонскиот национален совет повикува на обединување за остварување на нашите права, соработка на локално ниво, но и сплотување во едно на целата македонска заедница во Швајцарија. Вратата на Македонскиот национален совет е отворена и останува отворена за целата македонска диаспора во Европа и светот, затоа што нашиот дом е еден, а тоа е Македонија. Истовремено сакам да ја искористам приликата во мое лично име и во името на Македонскиот национален совет да ви ги честитам новогодишните и божичните празници со желба за добро здравје.